Имајте вера во Бога. Оти вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море и не се посомни во срцето свое, а поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. Верата доаѓа од слушање на Словото Божјо. Од кое слушање на Словото Божјо? Ова Слово Божјо што го проповедаме. Од слушање додека ти си сам на молитва. Од слушање додека ти го читаш само ова Слово. Ке дојде вера во твоето срце. Од слушање проповедници кои што слушаш. Значи, проповедници пред се тука во црква, проповедници кои што се добри, кои што можеш да ги слушаш на цедења, на интернет и на секаде. Сватете дека мора да слушате Слово Божјо. Затоа што вие, ако не слушате Слово Божјо, не може да имате вера. Второ, верата го зборува Словото Божјо. Што значи ова во пракса? Словото Божјо вие почнувате да го зборувате, почнувате да го исповедате на молитва. Ке земете слово за ситуацијата која што ја имате во вашиот живот. И со тоа слово ќе му ја затворите устата на ѓаволот. И се менува атмосферата, и се ослободуваат благословите во вашиот живот. Освен што го исповеда на молитва, словото и војува на молитва, верата и го зборува тоа дека ќе се случи во реалноста. Бог не е задвижен од нашите потреби. Значи, од верата за нашите потреби. Отие ви гледате, луѓето што се прашуваат, на зошто страдаат, Господе, сите тие луѓе? Па тие толку ли се лоши? Не се лоши, ама немаат вера. Така и ние. Ние страдаме затоа што немаме вера. Решението за сите наши проблеми и потреби е вера. Нема друго. Ако немаме вера, ќе отидеме у светот. У светот ќе бараме решение. Ќе бараме решение преку грев за сите потреби наши. Разбирате? А ѓаволот тоа го сака. Сака да ни украде верата и да не однесе кај него во неговиот свет. Знае дека имаме потреби, ние краде верата, потребите остануваат. Ти својата потреба ќе задоволиш во светот. Ако немате есенција на вера во вас, ѓаволот ви украл, се ви украл. Ако ви украл верата, ви украл се. Човек што нема вера, нема радост во своето срце. Затоа немате радост во срцето, немате вера. Верата го очекува исполнувањето на Словото Божјо. Значи, прво го слуша Словото Божјо, второ исповеда и зборува на луѓе. Трета работа, го очекува. Го очекува. Ти ако имаш вера, ќе очекуваш од Бог. Ко четврто, верата го прима она за која што е ослободена. Основен непријател на верата е стравот. Господ вели дека мора да бидете војници. Едноставно да земете слово и со словото да прокламирате. Да му затворите устата на ѓаволот. Верата верува. Осмели се да веруваш. Знаете ли што значи зборот осмели се? Зборот осмели се, скокни. Скокни, направи нешто што не си го правил досега. Осмели се. Биди смел, биди храбар. Осмели се да веруваш. Затоа што не си верувал досега. Осмели се да веруваш за жена. Осмели се да веруваш за маж. Осмели се да веруваш за подобра работа. Осмели се да веруваш за финанси. Осмели се. Ако се крева сомнеш во вас, укорете го и врзете го во име на Исус. Сомнеш, неверие, те врзвам во име на Исус, отстапи од мене. Јас му верувам на Бог дека ќе ми го даде тоа за што молам. Клучот е да нема сомнеш, така ќе примиш, така вели Словото. И не се сомнева во своето срце. Не му верувајте на тоа што ви го тресе умот. За да се ослободи верата во твојот живот, мора да простиш. Значи, една од клучните работи. Мора да простиш. За да се ослободи верата во твојот живот, мора да простиш. На било кого, за било што. 11:25, Марко. И кога стоите на молитва, проштавајте ако имате нешто против некого, па и вашиот небесен Отец да ви ги прости вашите гревови. Ако твоите гревови не се простени, ти не можеш по вера да примаш. Значи, една од битните работи исто зашто не се раздвижуваат работите по вера, не ги примаме. Не си простил.
Ја зборувам вистинско простување, не зборувам на уста, оти некој од вас мислите само на уста е простувањето. Твоето срце. Испитај се во твоето срце, што имаш, против кого имаш што. Синко, внимавај на зборовите мои, приближи го увото мое кон поуките мои. 4:20 изреки. Кои се зборовите мои? Бог вели. Словото. Зборовите Божии се Словото. Ти треба да внимаваш на Словото. Да не отстапуваат тие твоите очи, чувајки внатре во срцето свое. Значи, чувај го Слово, чувај го во срцето свое. Тоа што Бог ти рекол, чувај го во срцето свое. 22. Зашто тие се живот за оние што ги наоѓаат и здравие за целото негово тело. Вели живот. Каков бе живот, луѓе? Епа еве живот, праведникот ќе живее по вера. Верата е мудрост. Знаете ли дека верата е мудрост? Луѓето што имаат вера се мудри луѓе. 5, изреки 1 и 2. Синко, внимавај на мудроста моја и приближи го увото кон зборовите мои, за да ја запазиш добрата мисла и устата твоја да го зацврсти знаењето и не ја обрнувај внимание на лошата жена. Верата е мудрост. Мудрост е да имаш вера. Мудрост е да твоето уво е насочено кон Словото дење и ноќе, за да твоите мисли се чисти. Ако твоето уво не е насочено дење и ноќе кон Словото, твоите мисли нема да се чисти. Човек кој што му верува на Бог, тој има чисти мисли. Фокусиране на Бог ли? Тој нема сомнежи. Тој има вера. Радост има во срцето. И твоите зборови ќе креираат додека молиш и исповедаш. Знаете ли дека вашите зборови кои имате вера креираат? Ти ќе искреираш на молитва тоа што ти треба. Како крајно нешто на сево ова што го правиме, иако ние примаме во моментот додека молиме. Иако ние веруваме во моментот додека молиме. Ама не значи дека во реалноста ќе се манифестира тоа. Одма. Али твојот став треба да е да примаш, не само да молиш и темек нема да ми дојде сега. Не, ти секојаш го очекуваш, секојаш го молиш и го веруваш тоа додека го молиш. Додека прокламираш. Ама ако не се случи, ти треба да имаш трпение и вера и да го правиш тоа додека не се случи, истраен да си. И во сето ова Исус Навин 1:9 вели: еве, ова ти заповедам јас, биди цврст и храбар. Знаете, Бог не заповеда да бидеме цврсти и храбри. Еве. Значи, тоа е заповед од Бог. А ти ќе бидеш цврст и храбар ако имаш вера. Поинаку не можеш. Биди цврст и храбар, не плаши се и не се ужасувај. Ова вели, не се ужасувај, не го прифаќај стравот. Стој храбро и цврсто во верата. Биди истраен, биди стрплив. Истрај во верата за она што веруваш. Молиш, зборуваш, исповедаш. Не се откажувај кога ќе стане тешко. Не се откажувај. Не се откажувај. Не се откажувај. Такви периоди се тестирање на твојата вера. То Бог те тестира. Ти ја тестира верата. И не заборавај, на крајот ќе го имаш исполнувањето. За да можеш ти вака да живееш во вера, мора живот без грев да живееш. Мора да си потопен во Словото Божјо. Да си во Словото Божјо. А тоа значи одрекување од многу работи. Застани во вера и завземи го своето место. Осмели се да веруваш. Осмели се да примаш затоа што тоа е вера. Осмели се да веруваш. Осмели се да примаш. Осмели се, тоа е вера. Амен.